Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. Нема ништо пострашно од војна, сепак 4-та година во Украина, конфликтот не се завршува. Зеленски е подготвен за средба со Путин, Трамп бара брз договор, а Европа е поделена, а Путин молчи. Аналитичарите предупредуваат дека без силен притисок од Соединетите Американски држави и Европа договор нема да има барем до јуни. Дали директна средба Зеленски-Путин ќе донесе мир? Тоа е она што ве прашуваме денес во Црвена линија, кога сме кај прашањата. Секако да ве подсетиме, еве уште во овој момент, што поскоро да не заследите и на Инстаграм. Во текот на целиот ден е активна новата анкета која што објави Црвена линија денес. Во неа можете да учествувате само ако не заследите на Инстаграм, значи профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Од кога не заследувате, кликате на Инстаграм стори и еве како изгледа тоа таму. Прашуваме дали верувате дека војната во Украина може да заврши во 2026 година. Две опции почитувани за одговор. Да, не кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, ги сумираме резултатите секогаш во проценти и ги објавуваме некаде конкретно ова денешно издание на Црвена линија. Секако ќе бидат објавени и на Инстаграм стори. За учество во ова денешно издание, секако ова е подсетување за оние кои што можеби од неодамна не следите или можеби денес за прв пат ќе посакате да се вклучите во Црвена линија, имајте на ум, до нас се стига со вртење на веќе добро познатиот број 02 307 005. Ве замолувам, како и секогаш, особено кога станува збор за Црвена линија, да ви биде намален целосно тонот на ТВ приемникот. Од проста причина што ќе бидете вклучени во живо, ќе ги очекуваме вашите излагања, одговори, ставови, мислења, но вие доколку не го намалите тонот на ТВ приемникот, нема да имате увид дека сте во живо веќе вклучени, а најчесто и неретко се случува да мислите дека е некој друг на вашата линија, друг зборува и така натаму, што значи за квалитетот на тоа како се слушаме и како ќе течат оние предвидени 90 секунди за едно јавување, зависи особено од тоа. Не заборавајте, заставувајте и користење на интерфон и спикерфон. Во продолжение ќе го погледнеме токму прилогот за наративот и 4 години војна помеѓу Русија и Украина. Борбите траат, а преговорите за мир се во тек. 4 години по почетокот на руската инвазија на Украина, председателот Володимир Зеленски оцени дека Украина ја зачувала својата државност, а шефот на руската држава, Владимир Путин, не успел да ги оствари своите цели. Тој не ги скрши украинците, не победи во војната која започна. Ја зачувавме Украина и ќе направиме се што можеме да обезбедиме мир і правда. Путін розуміє, що не здатен перемогти Україну на полі бою, і друга армія світу воює з багатоповерхівками і електростанціями. І зараз українці долають найважчу зиму в історії, і терор майже щоночі. Я не знаю, хто б ще таке витримав, не посипався, не похитнувся. Украинци це роблять. Зеленски им оддаде почит на своите сограѓани и храброста и пожртвуваноста со која го бранеле сино жолтото знаме, наместо да го кренат белото знаме. Во Киев, во знак на поддршка на Украина, денеска допатува и голем број европски сојузници, вклучувајќи ја председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и голем број лидери на европски држави. Еден ден предходно, заради ветото на Унгарија, Европската унија не успеа да усвои нови санкции против Русија и да одобри итен заем за властите во Киев во износ од 90 милиарди евра заради ветото на Унгарија, предизвикано од запирањето на протокот на руските нафта и газ низ гасоводот Пријателство. Украина тврди дека причината за прекинот на снабдувањето се руските напади со дронови, објаснување кое официјална Будимпешта не го прифаќа. Szeretném ismételten leszögezni, az ukránok hazudnak. Ezt elmondtam az ülésen is, világosan. Fájt is mindenkinek, mert itt ilyet nem illik mondani. Az ukránok hazudnak akkor, amikor azt állítják, hogy a vezeték károsult, hazudnak akkor, amikor azt állítják, hogy az olajszállítást a barátságkőolajvezetéken technikai, fizikai, műszaki okok miatt nem tudják újraállítani. Ez egy ordas, nagy hazugság.
Истовремено и премиерот на Словачка Роберт Фицо потврди дека неговата држава го запрела итното снабдување со електрична енергија на Украина заради прекинот на доставувањето руски нафта и газ. По 4 години жестоки борби и најголемото крвопроливање во Европа по Втората светска војна, цената во загубени човечки животи е огромна. Иако ниту Русија, ниту Украина прецизно не ги соопштуваат своите загуби, јасно е дека станува збор за стотици илјади луѓе кои се убиени или тешко повредени во борбите, како припадници на војните сили, така и украински цивили. Цели населени места во истокот и југот на земјата се срамнети со земја и според вчерашната проценка на Светската банка, доколку војната запре, за обнова на Украина ќе бидат неопходни над 580 милиарди долари во наредната деценија. Почитувани, време е да ве слушнеме и вас. Секако сте добре дојдени да ги дадете вашите одговори на нашето денешно прашање. Потврдуваме уште еднаш за оние кои што подосна се вклучивте. Црвена линија прашува дали верувате дека војната во Украина може да заврши во оваа 2026 година. Секако во однос на она за што ќе дискутираме денес, активно учество може да земете и во рамки на социјалните медиуми. Facebook е се што ви треба, односно профилите на Црвена линија и Телма телевизија. Објавена е темата токму и на овие профили, што ете така во рамки на секој едно издание на Црвена линија, оние кои што може би им е полесно или не може да не добијат телефонски, можете да земете учество, повторувам, преку пишување коментари, односно вашите одговори секако ќе бидат споделени меѓу вклучувањето гледачи во живо. Па дали украинско-рускиот конфликт некогаш ќе заврши според вас како? Дали по 4 години ви се чини дека конечно еве токму во оваа година војната во Украина ќе заврши? Дали ќе се постигне договор според вас? Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, ве слушаме во Црвена линија сте. Ако сум јас, започнам веднаш. Јас сум, нели? Да, ве слушаме, продолжете. Благодарам тогаш. Вака сега. Сите ние обичните граѓани знаеме што се случуваше во Украина пред да почне војната. Како направија пресврт во гласањето, како направија жолта револуција, како ова, како ора, како Русија цркви православни, како ги убива русите како кучиња, глави сеча, ги брка, ги од станови, од куќи, од село, од градови, ги брка. И тоа траеше со години. И Путин ги молил за преговори, за договори, за што се там тамо се договарале во Белорусија или каде било, што било. Ништо од Украина не се исполнило од договорот. И затоа ви се чини ли дека конечно ќе биде крај на оваа војна во оваа година? Затоа почна специјална операција и таа операција ќе трае се додека овие земји што се по Украина, пошто им ги даде те Хрушчов, те овој, те оној, те Ленин, те Горбачов, те не знам кој или не им даде, и овие тоа го толку злоупотребиле и мислам дека таа војна ќе трае уште, се додека тоа што било руско, русите пак да си го земат и да се признае и православието во Украина и човештината. Благодарам за одговорите. Останете и продолжете да ја следите Црвена линија. Со овие сушности го отвараме ова издание со вклучување на гледачите. Почитувани, Црвена линија денес ве прашува и по 4 години дали според вас и се гледа крајот на оваа војна? Според вас дали е возможно да се постигне договор и војната да заврши во рамки на оваа 2026 година? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав од Руме. Па Руме, ќе има ли договор и крај на војната во 2026? Треба да има крај. Слушај, Тина, јас студирах руски. Украина е покрајна на Русија. Да знае Зеленски. На руски зборува тој. Го слуша сигурно. Ве слушаме и вас. Еве во однос на договорот, верувате ли дека наскоро би можело да се постигне договор и да заврши војната оваа година? Па треба да завршите. И та е руска покрајна. Украина да преведиш на македонски значи покрајна на Русија.
Мене да не ми кажат, јас студирав руски. Ја очень хорошо говорю по-руски. И така да прекинат војната. Ово зелени да не слушат американци. Тие само за војна сакат. А русите најголеми научници се. И ја од Сергеј Денин ти му кажам на појсвета борба. На мајка му. Дали ве верувате дека договор може да се постигне само со директна средба помеѓу Зеленски и Путин? Па ако имат памет, Путин треба да се сложи. Една држава се. Украина е на Русија, Украина. И да се прекине војната. Да не ги народ за жабе. Така треба да видите. Така е, Тина. Добро, во ред, благодарам за учеството и одговорите. Останете, гледајте Црвена линија понатаму. Ние секако ќе подсетиме дека измина веќе 4 години по почетокот на руската инвазија врз Украина, која што официјално започна на 24 февруари 2022 година. Војната се уште трае, има обиди да се постигне договор, но еве, денес и по 4 години ве прашуваме, ви се чини ли дека конечно ќе се постигне договор и ќе се стави крај на оваа војна во оваа 2026 година. Добар ден. Ало. Добар ден. Поштовани госпожа Тина. Здраво, голем поздрав до вас. Повелете. Малци ние аматерите да дискутираме за овие политички теми. Ова болна тема е. Се мислам Западот е крив што дојде до ова војна. Сега, да ви одговарам дали ќе заврши. Не верувам. Све додека Донбас не го земе Русија. Нема да заврши. Русија победи Турција, победи Хитлер, ако го земи Донбас, ќе удари на Киев. Значи на украинците ќе им го остави само тој дел кај Полска, што е католички свет. Тие се православни. Некој нека не ме разбери. Штета жалошно што гинат млади луѓе. А тоа е пак ќе рече масло на Запад, што ги буцкат на Германија, на Франција, Велика Британија. Таква омраза има меѓу Путин и Зеленски, не верувам да се смират. Дај Боже да грешам. Пак ќе речам, све дојка Донбас него земат кај што 30% се декларират како руси, ќе уди кај Киев горе. И на цела Украина само тој дел што е на кај Полска ќе му остане на католиците. Дај Боже, пак ќе речем да грешам. Тоа е тешка тема, болна тема, 4 години да не се решение. А Трамп, тоа му е предизборно, само Трамп на ове години фрла пувки, ја ќе ги смирам, ја ќе ги седнам. Ништо нема да направи. Све зависи од Путин и од Русија, а ја мислам војната Русија ќе добие. Благодарам за одговорите и учеството во Црвена линија. Продолжете да не следите и понатаму. Пред да продолжиме со вклучување на помена сите вие кои што многу ви е полесно да учествувате и одговарате на нашите прашања преку социјалните медиуми. За тоа ви е потребен Facebook, нашиот профил Црвена линија, профилот на Телма телевизија. Еве уште еднаш ќе ви демонстрираме како изгледа нашата објава таму. Прашуваме дали верувате дека војната во Украина може да заврши во 2026 година. Пристигаат голем број коментари, продолжете бидете активни, наскоро ќе почнеме и со читање на истите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Вака, јас сум од Скопје. Ало? Продолжете. Јас сум од Скопје, денешен ден имам влезено во Украина. 4 години си идам. Постојано идам за Украина. Низ цела Украина. И знам дека ќе добие Украина. Ало? Ве слушаме, деве ви се чини ли дека конечно ќе биде крај на војната во оваа 2026 година? Па не знам дали ќе заврши, ама како ќе го решат тој Донбас, не знам. Според вас, возможно ли е на иста преговарачка маса да седнат Путин и Зеленски и да го постигнат мирот? Не.
Ако двете страни има погинати, како ќе седнат? Мора третиот треба да ги решава. Иначе денешен ден сум влезал во Украина. Денешен ден, јас. 4 години си памни, постојано идам за Украина. Добро, Иве, што можете да ни споделите од ваше искуство? Каква е моменталната состојба таму? Супер, супер. Благодарам за учеството. Сега кој ве ќе подсетам на сите вие почитувани кои што ви се малку оние 90 секунди кои по правило се предвидени за едно јавување, нека не ве загрижува ако се активирани и односно се исклучи линијата, бидејќи такво е правилото. Го поздравувам гледачот и сега кој е добре додани повторно да се вклучи со нови 90 секунди. Секој ден кој што сака да се надополни, слободно вртете го повторно нашиот број. Инаку инвазијата ќе потсетиме наречена од Москва специјална воена операција следеше по долгогодишни тензии меѓу Русија и Украина кои ескалираа по настаните од 2014 година и анексијата на Крим. Во изминатите години се водеа жестоки борби на повеќе фронтови со промени на линијата, разграничување и значителни човечки и материјални загуби. Ви се чини ли дека конечно во оваа 2026 година ќе се изнајде договор и ќе се стави крај на оваа војна? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, имавме нешто како звук, но еве јас ќе потсетам особено оние кои што еве за прв пат верувам ќе имаме и такви кои што еве ќе бидете заинтригирани од темата и ќе дадете свој одговор на нашите прашања. Јас ве замолувам да имате на ум секогаш од кога ќе го завртите нашиот број и ќе ве превземат од режија да го намалувате целосно тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Дали сум на линија? На линија сте, повелете. Благодарам. Прво, оваа војна како војна, ниједна не ја оправдува, затоа што таа прво одзема животи многу, значи уништува материјални добра и значи не носи никаква позитивна смисла. Меѓутоа, јас си речем вака, кај нас со 20% застапеност на одредена група на луѓе во државата ги добија сите права, значи на државност, државотворност и да имат втор јазик во државата. Ако Украина на времето како што некојаш живеа заедно, во таа Украина има одредени територии каде што се над 50-60% живеат руси, Украина си поигра со тој народ, не му дозволи ни школство, ни школување, ама апсолутно ништо, значи да имаат на руски јазик, да се школуваат, да говорат и сето тоа. Значи фактички тие се поставија многу лошо и не им ги одобрија тие права на тие луѓе што живеат на тие територии. Русија, значи, е во право, што некој сакаше да си го заштити својот народ и затоа е оваа војна. Ако Украина не постапеше така, немаше да има војна, тие ќе беа братски народ и ќе живеа сложно и немаше да дојде до војна. Меѓутоа секоја војна е лоша. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Подсетувам, почитувани, координирајте го јавувањето во однос на тајмерот кој што го објавуваме веднаш по вашето вклучување. 90 секунди, на 90-та секунда се исклучува линијата, но секако додека траеме можете повторно да се вклучите. Во текот на 2022 година ќе посетиме и 2023 година. Руските сили напредуваа во делови од источна и јужна Украина, додека украинската армија спроведе и контраофанзиви со поддршка од западните сојузници. Па почитувани, од тука и прашуваме дали украинско-рускиот конфликт некогаш ќе заврши според вас како и дали всушност крајот на оваа војна ќе го дочекаме токму во оваа 2026 година. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Може одма да заврши војната, доколку сака Европска унија, НАТО и Америка, но тоа
ќе ги платат сиромашките тие. А вака ќе се продава со оружје, гревата што луѓе ги инат во Украина и во Русија и украинци, гревата е. Меѓутоа, тоа е трговијата, тоа на кого оружје ќе продават луѓе. Така да, би требало брзо да престане, ја мислам дека брзо ќе престане, али интересот само таму најмногу. Ја работам во фирма кај што Запорожје и Сочи сето подрачје нашата фирма ги изгради. Центар, спортски центри, тие работи све. За гревата толкава пара, 10-15 години ние взимаме пари од тому. Сето тие пари отида во аутчо, се вика. Гревата, меѓутоа, политика си е политика. Интересот е интерес. И ајде да се надеваме дека набрзо ќе престане. Благодарам ви поздрав. Благодарам многу за учеството и она што го споделевте со гледачите на Црвена линија. Инаку и европските лидери со порака за Украина. За нас, за вас, за Украина, за Европа. Почитувани, тука и ќе ве посетам не само за оваа тема, туку и за се она што сакате да бидете целосно, квалитетно, брзо информирани. Кликајте и на telma.com.mk. А ние продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Вака изгледа почитувани ако не се намали тонот на ТВ приемникот. Добар ден, дали ме слушате? Најверојатно немавме успешна конекција, всушност проблемот доаѓа и ве можевте да видите, ако не го намалите веднаш тонот на телевизорот, воопшто ќе немате печаток дека веќе сте во живој. Ја ги чекаме вашите одговори. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Да. Повелете во Црвена линија сте, дали е намален тонот на телевизорот? Да. Добро, повелете. Не ви е намален тонот? Мислам дека војната во Украина може да престане по можност најбрзо што може, ради тоа што многу луѓе настрадаа и немаат смисла повеќе да се држи војна. Според вас како е најдобро да се постигне договор? Па најдобро е да се соочат двајцата председатели и да направат добар договор. И да може да се соединат со нивните мислења. Имате уште време, според вас, дали очекувате дека ќе има мир во оваа година, 2026? Па се надеваме дека ќе има мир. Треба да има, бидејќи ова веќе нема смисла што се прави. И ве, дали ви се чини, дали оптимистички гледате во однос на тоа што паралелно се водат и трилатерални мировни преговори со посредство на Соединетите Американски држави додека трае оваа војна? А искрено тоа не е во ред. Образложете? Па не треба така да прават од Соединетите Американски држави, бидејќи тоа не е во ред за самите држави како ќе одлучат во врска со војната. Можно е Путин и Зеленски да седнат на преговарачка маса? На Република Македонија. Така, благодарам и вам за учеството. И како што нели укажав, сега веќе време да ги почнеме да ги споделуваме и одговорите кои што пристигаат на нашата Facebook адреса. Заследете профил Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Еве, ќе почнеме со она што го напиша Тихи Дон. Малку пандемија, малку војна, што ли следно ни подготвуваат? Сите светски случувања се однапред договорени и спланирани. Исто како што на фармацијата не им одговараат здрави луѓе, така и на војната индустрија не им одговара мир. Не верувам дека набргу војната ќе заврши, ако не сакам војни да гинат невини луѓе. Верувате ли, почитувани, дека војната во Украина ќе заврши токму во оваа 2026 година?
Доколку заврши, еве според вас овој конфликт, како ќе заврши, всушност како ќе се дојде до мировен договор според вас? Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Добар ден. Добар ден. Ако може малку и погласно ве молам. Добро, прашањето е украинско-руски конфликт. Тоа не е украинско-руски, многу манипулативно ги правите прашањето. Ова е инвазија, окупација на Русија на независна држава Украина и немој да манипулирате со народот и со такви двосмислени прашања. Не е ова конфликт. Дали оваа војна според вас ќе заврши? Русија е тоа најголема територија во светот. Добро. И што повеќе сака Русија, значи утре ќе тргне и по друга и по трета земја. Што да ја водите цело време у една држава која е во НАТО пактот, значи алудирате дека Западот ја помага Украина. Нас ако не нападне Србија, нема ли да не треба помош? Ќе ни треба помош, не најголема. Според вас како најбрзо може да постигне договор? Ама и тоа е тоа. Абе да оставите го вие договорот, тој никако ќе го постигнат, ќе видиме, ќе го постигнат веројатно кога ќе се откаже Русија од нейните барања таму. На туѓа територија, малку територија има Русија, уште таа им треба на Русија. И ќе биде секако што треба за нив. Па имате економија не поголема од економијата на Италија. Зошто не ги кажувате правилно работите, туку манипулирате постојано? Национални телевизии, одиме во Европа, а гледате цело време на кај исток. Една земја окупирана, Украина, која и на нас ни помош даваше во војната 2001. Господине, од каде заклучувате дека зимаме страна? Ние чекаме да ве слушаме дали конечно ќе има крај на оваа војна која никој не ја сака. Благодарам многу. Ги почитуваме вашите ставови и секако одговори, но навистина ни е жалко кога имате чувство дека сте манипулирани или дека нешто еве токму во црвена линија насочуваме. Конкретно еве до сите гледачи уште еднаш црвена линија прашува: по 4 години дали се гледа крајот на војната? И еве дали сметате дека оваа војна ќе заврши во рамки на оваа 2026 година и според вас како може да се постигне крај на војната, некаков договор? Ете, тоа сакаме ние да слушнеме. Добар ден. Добар ден. Помеѓу два братски народи да има таква војна е срамота. Но војната ќе заврши кога Донбас комплет бил руски, за времето на Советскиот сојуз е отстапен на Украина. Дури не го земат, дури не се договорат тој просто да се отстапи, војната нема да заврши. Тоа е вистината. Другите работи помеѓу Украина и Русија не можам да ги коментирам, не сакам да ги коментирам. Вистина братски народи потекнуваат од македонско потекло, 23 години, 23 века, значи од овдека евакуирале, заминувале кон север, за време на војните на римска војна, турска војна, значи македонците оделе таму, создавале своји населби и ги именувале дури и по својата населба кај што тргнувале. Доколку не сте запознати, во адреси веќе се само пишете Прилеп. 21 населба излегуваат во Украина, Белорусија, Русија, македонски и со Прилеп името. Прилеп, значи на таа основа. Тие се братски народи. Има материјални докази. Црква во Русија или Украина, не знам точно. На подот, на ордеолот, значи е насликан лавот и ордеол пишува Македонија. Документ од 7 век. Кажува, значи, Господине, според вас ви се чини дека може да седнат на преговарачка маса Путин и Зеленски? Да седнат на преговарачка маса и да се договорат. Тука е Горбачов најголемиот виновник што се растури. Така, благодарам и вам за учеството. Продолжуваме со она што го напиша и Горан Чоков на Фейсбук. Секој поборник за мир би го посакал тоа. Оној кој се бори внатрешниот мир да го гради и сочува не чувствува потреба за физичка војна, да освојува други територија, при тоа невини и цивилни жртви на сите страни. Причината е владење со другите, алчноста, себеживноста, самолюбието, егоцентричноста. Нашата единствена војна е војната со самите себе си, со вулканото во нас. Нема поголема победа од победата врз самите себе. Дај Боже да престане руско-украинската војна. Те поздравувам, црвена линија. Поздрав и до вас и благодарам, господине Чоков, за
одговорите активното учество на Facebook. Сега продолжуваме со вас, почитувани во живо. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав, господине Живко. Повелете, ве слушаме. Јас како што гледам, бидејќи сега добро да се правам пред сите гледачи најпаметен, пратам странски телевизии. Значи, и нешто туку точно има преводи и вака сега. Овде не гледам крај на војната. Не гледам. Знаете зашто? Затоа што видовте Америка што му направи на Европа. Тој што гледа и што тоа што го гледам. Не очекувам. Русија не ратува против Украина. Ратува Америка и Европа самата. Ќе набрам Германија, Франција, па може и дел Италија. Јас војна не оправдувам никаде. Меѓутоа, ако ја знам силата и за Наполеон и за Хитлер на Русија, ако сакаше ќе ја срамнеше за 2 недели. Ама тие се православен народ. Никако да свати таа Европа што се случува. Зошто еве Мазарска, Чешка, там не знам кои други држави не ја оправдуваат Европската унија. Значи, никако не можам да разберам. Реков, Русија не ја правдам, меѓутоа ја предизвика. Ја предизвика 2014 година, тие точно кажаа, немојте да идите наваму, НАТО, немојте да играте. Го најдоја Балетано, ја не знам зашто е уште не е убаво да кажам жив. Тој сам треба сам да си речи што правам со мојот народ. Благодарам за учеството. Подсетувам, внимавајте на времето, 90 секунди се предвидени. Но и ве подсетувам секогаш да кликате на telma.com.mk, да се информирате редовно, брзо, квалитетно, а во однос на темата го издвојуваме и овој наслов. Зеленски ЕУ, односно Европската Унија, да го деблокира планираниот пакет заем од 90 милиарди евра за Украина. Украинскиот председател Володомир Зеленски повика Европската Унија да го одобри пакетот заем од 90 милиарди евра или 105 милиарди долари за Украина, кој моментално е блокиран од Унгарија. Ова е вистинска финансиска гаранција за нашата безбедност и нашата отпорност и мора да се спроведе, истакна денеска Зеленски во видеообраќање на седницата на Европскиот парламент. 4 години трае оваа војна. Ви се чинили почитувани дека токму во 2026-та ќе дојде крај на истата. Како според вас е највозможно и најбрзо да се постигне договор? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ето. Запали телефон. Добре, сега. Добре, повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Значи, ова е војна што трае од 4 години, мора еднашка да заврши. Меѓутоа, договор треба да има од двете страни. Продолжете, ве слушаме. Значи, не може некој што некогаш го окупирал или му го дали или му го поклониле, да го задржи за секогаш. Тие делови што беа таму, Донбас и ова другиов, значи ги изгубија сите права. Како народи, од руско оново, не ги поддржувам русите што го направија тоа, меѓутоа, веројатно тоа беше нужна работа што секој својата нација е должен да си ја заштити. Тоа не е Македонија, тоа е Русија. Треба да им биде на сите јасно дека Русија стои за сите своји националности што си ги има. Било кај да се. Не е ова Македонија. Нека не си игра Зеленски, зашто Зеленски прво не е ни од словенско потекло. Нека се размислат тие таму украинци, кој ги води и зошто ги води. Нека размислат сите, значи челници што се на Европска унија, кој се, што се и какви се. Фашизмот владее у Европа. Фашизмот владее у Украина. Ви се чини ли дека уште долго време ќе трае оваа војна или најдобро е на маса да седнат Путин? Уште долго ќе трае, се додека Русија, се додека Русија не го земе
Добро, благодарам многу господине за споделеното и секако за учеството во црвена линија. Подсетувам на 90-та секунда автоматски се исклучува тајмерот и линијата, но додека траеме секако можете повторно да се вклучите за нови 90 секунди. Ве прифрлам на Facebook. Еве што напиша Тихомир Спасовски. Зарем 4 години и 15.000 загинати украинци не им се доволни на западниве земји и Зеленски да свата дека војната треба да заврши. Не е доволно само цвеќе и свеќи да се запалат во Киев, а потоа да се вратат во своите топли домови, а украинците и русите да гинат. Само разум кој го нема може да придонесе да запре ова воено лудело. Дали верувате, почитувани, дека војната во Украина им може да заврши во 2026 година? Добар ден. Ало. Добар ден. Види вака, што се однесе до мене, работата е ќе заврши војната апсолутна победа на Русија. Значи без ултиматуми, без уцени, без закани. Оној писмейкерот или миротворецот што го вика Доналд Трамп нема да успее да направи никаков мир. Напротив, тој цело време го поспешuje она што се случи во Украина, таа војна, со тоа што под изговорот као еве вие давајте пари, ја ќе ви праќам оружје. Нема благе везе, нити пари некој му дава, нити ова, него си ги скршија забите на почетокот, помислија дека ќе дојде до внатрешни немири во таа Русија, ама за нивна несреќа испадна овој стар лицец Владимир Путин, па ги запркнат за даска. Значи, сега не знаат како да се извлечат од кашата што ја скува самите, иначе Русија ратува против цел западен свет, наречито против Америка, Европска Унија и некои нивни сателити. Така да Украина е само потреша материјална жива сила, а таа жива сила не голема бројка, гарант има преку милион неутрализирано украинци, ако не и поеќе. Не викам дека руси нема, али украинците дебело го обраа постанот. Поздрав. Благодарам за одговорите. А ние продолжуваме со вас. Сега го ве подсетувам да бидете активни и на анкетите на Црвена линија. Тоа значи да не заследите на Инстаграм, профилот Црвена линија и профилот Илма телевизија. Анкетата е се уште активна. Прашањето е дали верувате дека војната во Украина може да заврши во 2026 година. Продолжуваме со реклами, а по нив и резултатите од анкетата. Гласите, пишувајте. Почитувани, по рекламите подсетуваме дека денес Црвена линија посветивме на 4 годишното војување, односно на руската инвазија врз Украина, која започна на 24 февруари 2022 година. Војната се уште трае, паралелно се водат трилатерални мировни преговори, тоа со посредство на Соединетите Американски држави. Од тука Црвена линија и денес ве праша дали верувате дека војната во Украина може да заврши во 2026 година. Еве што напиша Насер Весел. Европа нема достап на ова расправија, нема шанси да престане. Даниел Петковски напиша војната меѓу Украина и Русија ќе потрае уште многу години. Повидок за мир се уште нема. Војната ќе трае додека Русија не ја присвои цела Украина. А Джими Давид Волтер напиша војната ќе трае се додека Русија не колабира. Ве поздравувам, имате поздрав од Горџас. Добро, поздрав и до вас. Ајде сега да погледнеме какви се резултатите од денешната анкета на Црвена линија. Прашањето беше генерално на што ве прашувавме во живо, дали верувате дека војната ќе заврши во 2026 година. Еве како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм, со да 27%, со не 73%. Тука останува да ве поздравам, да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија која го креирате токму вие. Утре нова тема секако, а вие останете со Телма и не заборавајте да се информирате на telma.com.mk.
Од мене доведување и имајте убаво попладне.